На овој датум во 1547 година починал шпанскиот освојувач Хернан Кортес, кој го освоил Мексико помеѓу 1519 и 1521 година со само 700 војници, користејќи огнено оружје непознато за домородците. Во 1522 станал гувернер на Нова Шпанија. На денешен ден во 1804 година папата Пий VII во Париз го круниса Наполеон Бонапарта за император на Франција. На денешен ден во 1823 година американскиот председател Џејмс Монро ја објави познатата доктрина на Монро, иницијално насочена против интервенционизмот на европските сили во Јужна Америка, а подоцна преобразена во национална политика под слоганот Америка за американците. На овој датум во 1859 година роден е францускиот сликар Жорж Сеура, основач на неоимпресионизмот и творец на поентелизмот, како и американскиот аболиционист Џон Браун, кој бил погубен со бесање, што дополнително ја заострило тензијата пред американската граѓанска војна. На денешен ден во 1901 година американскиот пронаоѓач Кинг Камп Жилет го патентирал првиот бридж со две острици. На овој датум во 1942 година на Универзитетот во Чикаго тимот на Енрико Ферми ја демонстрирал првата нуклеарна верижна фисија, дел од тајниот проект за создавање атомска бомба. На денешен ден во 1950 година со одлука на Обединетите нации Еритреја станала дел од Етиопија како автономен регион. На овој датум во 1954 година американскиот сенат јавно го прекорил сенаторот Џозеф Мекарти за неговото брутално постапување за време на истрагите против осомничени комунисти. На денешен ден во 1971 година биле основани Обединетите арапски емирати од 6 емирати, а истиот датум советскиот вселенски брод Марс 3 слетал на Марс. На денешен ден во 1982 година во Солт Лейк Сити е имплантирано првото вештачко срце од полиуретан. Пациентот Барни Кларк живеел со него 112 дена. На овој датум во 1990 година по обединувањето на Германија, коалицијата на Хелмут Кол убедливо победила на првите целосно германски избори од 1932 година. На денешен ден во 1993 година колумбиската полиција го убила мафијашкиот бос Пабло Ескобар при обид за негово апсење. На овој датум во 1994 година филипински траект со над 600 патници потонал во заливот Манила, околу 140 лица загинале. На денешен ден во 2001 година Енрон поднесе барање за заштита од банкрот, најголемиот во американската историја, што предизвика шок на светските финансиски пазари. На овој датум во 2004 година Еуфор ја презеде мисијата во Босна и Херцеговина од СВОР, а истата година починала и славната балерина Дама Алиша Маркова. На денешен ден во 2009 година починал композиторот Арон Шредер, автор на бројни хитови на Елвис Присли. На овој ден во 2014 година египетскиот суд осудил 188 лица на смрт за убиството на 11 полицајци во градот Кердаса. На овој датум во 2015 година во Сан Бернандино, Калифорнија, вооружен пар упаднал на забава во центар за лица со хендикеп и убил 14 лица.